До распадот на поранешната СФРЈ, Народна република Македонија, подоцна Социјалистичка република Македонија, била рамноправна со останатите републики кои ја сочинувале СФРЈ. Воената индустрија во Југославија била особено развиена во скоро сите воени сегменти. Од овие причини, Југословенската народна армија, JNA, се сметала за една од најмокните и најмодерните армии во светот. Се произведувало пешадиско вооружување, артилерија, борбени оклопни возила и тенкови. За развојот и производството на военото воздухопловство во најголем дел била задолжена компанијата Соко од Мостар. Оваа компанија ги произвела првите борбени воздухоплови авиони познати под имињата Ј-20 Крагуј, Ј-21 Јастреб, Г-2 Галеб, Г-4 Супер Галеб и други. Во текот на 70-тите и 80-тите години Соко соработувала со романската компанија Авиоане Крајова за развивање и произведување на бомбардерот Ј-22 Орел. Соко исто така соработувала и со американската компанија Сикорски, британската компанија Вестленд и француската компанија Аероспатиале за лиценцирано производство на хеликоптери, меѓу кои бил и хеликоптерот Газела. Освен со сопствени борбени воздухоплови, Југословенското воено воздухопловство во својот состав располагало и со стотина воени авиони МиГ-21 во различни варијанти и за различни намени. СФРЈ била првата земја во Европа која во својот состав поседувала борбени авиони МиГ-29, односно 14 МиГ-29Б и 2 МиГ-29УБ, кои биле лоцирани на воениот аеродром Батајница на неколку километри од Белград. До распадот на поранешната СФРЈ, за безбедноста на македонскиот воздушен простор се грижало Југословенското воено воздухопловство, поточно Третиот корпус. Во состав на корпусот, меѓу другите воени единици, се наоѓала и 98-та авиациска бригада, лоцирана на воениот аеродром Петровец близу Скопје. Бригадата се состоела од 3 ескадрили, поточно 2 ловачко-бомбардерски и една извидувачка ескадрила. Тие биле 241-та ловачко-бомбардерска ескадрила со борбените авиони Ј-22 Орел. 247-та ловачко-бомбардерска ескадрила била опремена со борбените авиони Ј-21 Јастреб и 354-та извидувачка ескадрила била опремена со извидувачка варијанта на Ј-21 Јастреб, поточно ИЈ-21. Бригадата во својот борбен состав располагала со 35 борбени авиони. Покрај бригадата имало и еден сквадрон од хеликоптери од типот Газела на воениот аеродром Петровец. На 25 јуни 1991 година започнал распадот на СФРЈ, а со тоа и неколку годишната граѓанска војна, од која се формирали и првите независни и самостојни држави Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Македонскиот референдум за независност, оддржан на 8 септември 1991 година, резултирал со прогласување на независност на Република Македонија. По започнувањето на воениот конфликт за новоформираните самостојни држави, во септември 1991 година, Советот за безбедност на Обединетите нации донел резолуција за воведување на ембарго на сите поранешни југословенски републики. Во однос на Македонија, резолуцијата се сметала за неправедна од Македонија, со оглед на тоа што единствено Македонија својата самостојност ја добила без воени дејствија. На 21 февруари 1992 година, председателот Киро Глигоров и представници од JNA потпишале договор за повлекување на JNA од македонската територија. При повлекувањето од страна на JNA било однесено се што можело да се носи. Се друго било уништувано или оштетувано за да не може да биде искористено од идната македонска армија.
Касарните и магазините останале празни. Од воениот аеродром Петровец биле однесени сите борбени авиони и хеликоптери и другите воени средства и материјали. Аеродромот останал празен. Последниот припадник на JNA ја напуштил македонската територија на 27 март 1992 година. На 10 април 1992 година била донесена одлука од председателот Киро Глигоров за формирање на македонското воено воздухопловство, со што е конституирана и командата на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана. Военото воздухопловство се состоело од авиациска бригада со авиациски, транспортен и борбен хеликоптерски сквадрон. Еден авион УТВА-66 и 4 УТВА-75 биле првите авиони кои ги сочинувале македонските воздухопловни сили. Наведените авиони биле школски и изнајмени од Македонскиот воздухопловен сојуз. По повод првиот лет на македонското воено воздухопловство со авион од типот УТВА-75 на 10 јуни 1992 година, тој ден се смета за ден на македонското воено воздухопловство и противвоздушна одбрана. Развојот на военото воздухопловство продолжува со набавка на 4 транспортни хеликоптери од типот Ми-17 на 28 јуни 1994 година од Украина. Но поради воведеното ембарго, тие биле пријавени како цивилни, биле офарбани бели и добиле цивилни ознаки и регистрации. Подоцна бил воведен и нов систем за воено регистрирање, што бил составен од буквите ВАМ, Воздушна армија на Македонија, и троцифрен сериски број. Во 1994 година, военото воздухопловство се трансформирало од авиациска бригада во воздухопловна бригада. Во периодот од 1994 година до 1996 година, набавените македонски Ми-17 имали и цивилна и воена регистрација. Во 1995 година биле купени нови 4 Злин-242Л школски авиони од Република Чешка. Авионите влегле во составот на 101 авиациска ескадрила со цивилни и воени регистрации. Со подпишувањето на Дејтонскиот мировен договор на 21 ноември 1995 година завршил конфликтот во Југославија. Ембаргото било укинато, а на 4 хеликоптери Ми-17 им била избришена цивилната регистрација и им останала само воената, со што биле обоени во воено-камуфлажни бои. За време на Косовската криза во 1999 година, сите воздухоплови биле релоцирани на безбедни места, длабоко во македонската територија. Во текот на Косовската криза, нивната улога била надгледување и следење на состојбите на границите со Албанија и Косово и ги снабдувале бегалските кампови, лоцирани на територијата на Македонија, со храна, вода и медицински и други потребни материјали. На 7 април 1999 година, во близина на Радовиш, се урнал еден од 4 школски авиони Злин-242Л со воена регистрација ВАМ-101 и цивилна З3ДЦМ. Извршениот терористички напад на 22 јануари 2001 година врз полициската станица во селото Теарце се смета за почеток на воениот конфликт во Република Македонија. На 16 февруари почнале престрелки во селото Танушевци, Скопска Црна Гора, а на 14 март започнала битката за Тетово, откако во местноста Кале биле регистрирани вооружени напади врз македонските безбедносни сили. При транспорт на припадници на МВР на 17 март 2001 година на Попова шапка под се уште неразјаснети околности се урнал армискиот хеликоптер Ми-17 со воена регистрација ВАМ-301. На 23 март од Украина биле испорачани 4 борбено-транспортни хеликоптери од типот Ми-8МТ кои ги користел украинскиот контингент на Косово и 2 борбени хеликоптери од типот Ми-24В.
Во исто време, од Грција били испорачани 2 транспортни хеликоптери од типот УХ-1. Во наредниот период стигнале уште 8 борбени хеликоптери Ми-24В. Борбено-транспортните хеликоптери Ми-8МТ и транспортните УХ-1 влегле во составот на 301 транспортна хеликоптерска ескадрила, а борбените хеликоптери Ми-24 влегле во составот на 201 ПОХЕ, односно противоколопна хеликоптерска ескадрила. На 23 март била донесена одлука за преземање на воена акција од страна на македонската армија и полиција за заземање на Тетовското кале и околните села. Пред да започне Тетовската операција, наречена Операција МХ, на 23 и 24 март се дејствувало само со артилерија и хеликоптери по строго селектирани цели. Операцијата започнала во 7 часот наутро на 25 март со артилериско бомбардирање. Во исто време, првиот бран на планираниот десант отпочнал со товарање на војниот аеродром Петровец. До 9 часот, опкружувањето било целосно завршено со широк округ, освен на неколку места кои не можеле да се затворат. Тие биле контролирани со хеликоптерите со цел да се спречи повлекување или засилување на опкружените терористи. Битката за Тетово се смета за огнено крштевање на македонското воено воздухопловство. Уште првиот ден постигнате одличен успех со оваа операција, благодарение на големата храброст и стручност на сите учесници. Неколку дена подоцна започнала операцијата МХ-1 на Скопска Црна Гора. На 29 март во 8 часот со извршено десантирање во реонот Црн Камен со силите од 6-тиот одред, познати како Волци, сегашниот баталјон за специјални намени. Во 18:30 часот истиот ден е дадена воздушна поддршка со 2 борбени хеликоптери во еден налет во реонот на Демирски рид. Операцијата се реализирала успешно, а ранетите биле евакуирани со хеликоптер. На 4 мај се отворило ново бојно поле. Овој пат биле окупирани во главно кумановски села како Слупчане, Ваксинце, Матејче, Липково и други. Повторно, за само неколку дена била испланирана операција за Кумановскиот фронт, Кумановската операција МХ-2. Според планот, операцијата требала да започне со хеликоптерски десант извршен северно од село Ваксинце за да се спречи евентуалното извлекување на терористите. На 8 мај во 8 часот наутро започнала операцијата МХ-2, но поради лошите временски услови, планираниот десант не бил извршен. Во борбените дејствија биле вклучени борбените хеликоптери, дејствувајќи по позициите на терористите кои се повлекувале северно од село Ваксинце и село Слупчане. Операцијата по наредба на врховниот командант била прекината. Операцијата Ругинце започнала ноќта на 20 и 21 мај во 04 часот со извршување на десант од 6-тиот одред со поддршка од борбените хеликоптери и артилерија. Заробените терористи во операцијата биле транспортирани со хеликоптер. Освен што била голема тајна, операцијата била и точно испланирана и брзо реализирана. На 24 мај започнала операцијата Ваксинце во селата Ваксинце, Слупчане, Отлја и Оризаре.
Од извлечените цивили биле добиени податоци за распоредот на терористите, што допринело за успешно спроведување на операцијата. Дополнително, селата Ваксинци и Слупчане биле сериозно оштетени од артилериски бомбардирања и хеликоптерски напади. Арачиново, село кое географски се наоѓа на само неколку километри од центарот на Скопје, било заземено од терористите на 9 јуни. На 20 јуни на скопскиот воен аеродром Петровец слетува првиот од 4 Сухој Су-25 борбени авиони што биле набавени од Украина. Поточно, биле набавени 3 едноседи Су-25К и 1 двосед Су-25УБ. Неколку месеци порано, пред нивното пристигнување, македонски пилоти и техничари биле испратени во Украина на обука за летање и одржување на борбените авиони Су-25. На почетокот, екипажите на воздухопловите биле составени од македонски пилоти и украински инструктори. По целосно завршување на обуката, воздухопловите биле управувани и одржувани од македонски пилоти и технички персонал. На 23 јуни, македонските безбедносни сили ја започнале операцијата за чистење на теренот од терористите во Арачиново. јуни, вториот ден од битката за Арачиново, воените дејствија започнале со извиднички лет од борбен авион Су-25. А потоа следело тенковско, артилериско и хеликоптерско бомбардирање на терористичките позиции во селото. Тој ден, за прв пат во историјата на македонското воено воздухопловство, самостојно дејствувал македонски борбен авион. Битката за Арачиново траела само 3 дена. На 25 јуни пилотите приметиле дека на крововите на куќите биле истакнати бели знамиња. Терористите почнале да се предаваат поради што воените дејствија биле прекинати. По наредба од врховниот командант и Советот за безбедност, терористите и нивните странски инструктори неказнето го напуштиле селото и територијата на Македонија. На 8 август, на автопатот Скопје-Тетово, кај местноста Карпалак, извршен бил терористички напад врз македонскиот воен конвој. По масакрот, местото било надлетувано од борбени хеликоптери. На 10 август, за време на престрелките после масакрот кај Љуботенски Бачила, извршен бил воздушен напад од борбените хеликоптери по кои терористите се повлекле. Битката за Радуша се смета за најжестока во целата војна. Првите судири и престрелки се појавиле кон крајот на месец јуни, а главната битка била од 10 до 13 август. Во битката за Радуша дејствувале и борбените авиони Су-25 и борбените хеликоптери Ми-24В. Борбените дејствија траеле непрекинато и до 20 часа, помеѓу еден полициски вод од 30 на полицајци и околу 600 терористи.
терористите биле принудени на повлекување со огромни загуби. Со потпишувањето на Охридскиот рамковен договор на 13 август е ставен крај на војниот конфликт во 2001 година. Во декември пристигнале последните два Ми-24К борбени хеликоптери. Со тоа се завршиле големите воени испораки. Со оваа набавка, во тој момент, македонското воено воздухопловство располагало со 3 школски авиони Злин 242Л, 3 борбени авиони Су-25К, 1 борбен авион Су-25УБ, 10 борбени хеликоптери Ми-24В, 2 борбени хеликоптери Ми-24К, 2 транспортни хеликоптери УХ-1, 3 транспортни хеликоптери Ми-17, 4 борбено-транспортни хеликоптери Ми-8МТ. Во текот на 2001 година, македонското воено воздухопловство се трансформирало во авиациски батальон во состав на командата на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана. Со тоа ескадрилата станала чета. Структурата на военото воздухопловство била проширена со создавањето на 401 школско-тренажна чета, во чиј состав влегле авионите Злин 242Л и хеликоптерите УХ-1. На 28 мај 2002 година на војниот полигон Чоилија на јавноста официјално била представена елитната единица на военото воздухопловство, 501-иот падобранско-диверзантски одред, познат како Соколи. Настанот бил одбележан со представување на оружјето и опремата со кое располага единицата, со демонстрација на дејствување и отварање оган од хеликоптерите Ми-8МТ и Ми-24В, а завршил со изведување на падобрански скокови. За време на мир, задачите биле пребарување, спасување и медицинска евакуација. Во случај на природни непогоди и масовни несреќи би биле вклучени во хуманитарни цели. Со формирањето на 501-иот падобранско-диверзантски одред се појавила потреба за набавка на транспортен авион. Соработката помеѓу Министерството за одбрана и аероклубот Доне Божинов од Куманово резултирала со потпишување на договор според кој еден транспортен авион Антонов АН-2 е отстапен на македонското воено воздухопловство. Со понатамошните реформи во воздухопловството, 501-иот падобранско-диверзантски одред се расформирал. Дел од припадниците на одредот биле префрлени во полкот за специјални операции. Авиацискиот батальон се трансформирал во воздухопловен винг, односно воздухопловна извидувачко-напаѓачка група во состав на командата на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана. Во пролетта 2003 година, во Министерството за одбрана донесена е одлука според која во АРМ веќе нема потреба од борбените авиони Сухој Су-25. Во почетокот на 2004 година во воздухопловниот винг пристигнуваат 3 нови школски авиони, 2 Злин 242Л и 1 четворосед Злин 143. Во 2004 година борбените авиони Су-25 заедно со неколку хеликоптери го направиле својот последен лет и биле приземјени, конзервирани и избришани од списокот на опрема на АРМ. Процесот на модернизација на военото воздухопловство започнал во согласност со стандардите на НАТО. Во насока на модернизација и осовременувањето на воените воздухоплови, израелската компанија Elbit Systems добила буџет од $2 милиони од македонската влада за првофазна модернизација на 4 хеликоптери. Процесот на модернизацијата бил поделен на две фази: прва фаза Јасмин и втора фаза Александар. Првата фаза од модернизацијата започнала во февруари 2004 година во воздухопловната база Петровец со модернизирање на 2 Ми-17 транспортни хеликоптери 302 и 303 и 2 Ми-24В борбени хеликоптери 209 и 210. Четирите хеликоптери биле модернизирани со надоградување на системот Анвис Худ, кој всушност представува извонреден спој на уникатен систем за ноќно летање и на електрооптички дисплеј,
кој проектира визуелна слика која ги содржи сите неопходни информации кои му се потребни на пилотот за да управува со леталото без да има потреба да гледа во инструментите во кокпитот. Ваквата модернизација на леталата на пилотите им овозможила поефикасен преглед, управување и дејствување во денски и ноќни услови на летање. Македонските пилоти се меѓу првите во светот кои имаат можност да го користат системот Anvis HUD. Доказ за успешноста на проектот Јасмин била поедноставната употреба, зголемената ефикасност и 24-часовната оперативност на хеликоптерите. Позитивните искуства стекнати со реализацијата на првата фаза резултирале со подпишување на нов договор помеѓу Elbit Systems и владата на Република Македонија за втора фаза на модернизацијата, позната како проектот Александар, во вредност од $22 милиони. Модернизацијата на 6 хеликоптери во оваа фаза била многу посеопфатна и посложена постапка за реализација и подразбирала опремување на леталата со НАТО и ИКАО компактибилна комуникацијска и идентификацијска опрема, овозможување на леталата да дејствуваат ноќе и во сложени метеоролошки услови преку нивно опремување со модерна електрооптичка, ласерска и термална технологија, како и прецизна навигацијска опрема, зголемување на времето на употреба на леталата, зголемување на борбената ефикасност и обезбедување квалитетен тренинг за пилотите според НАТО стандардите. Предмет на модернизација за втората фаза биле 2 Ми-17 транспортни, 2 Ми-8МТ борбено транспортни и 2 Ми-24В борбени хеликоптери. Двата транспортни хеликоптери Ми-17 со регистрации 302 и 304 биле селектирани за модернизација од втората фаза. Со оглед на тоа што хеликоптерот Ми-17 со регистрацијски број 302 веќе бил опфатен со проектот Јасмин за да се комплетира втората фаза, како компензација во втората фаза од модернизацијата бил вклучен и еден дополнителен немодернизиран хеликоптер Ми-8МТ. Врз истиот најнапред е извршен генерален ремонт, а потоа и модернизиран согласно проектот Јасмин. Двата борбено-транспортни хеликоптери Ми-8МТ со регистрации 307 и 308 биле ремонтирани во украинскиот авиоремонтен завод Авиакон Конотоп и модернизирани со проектот Александар. Во рамките на проектот Александар и транспортниот хеликоптер Ми-17 со регистрацијски број 304 бил опремен со систем за самозаштита со вградување на уреди за изфрлување на радарски и топлински мамци. Овој хеликоптер со ваквата опрема се сметал за еден од најмодерно опремените хеликоптери во светот. Најголема новина кај модернизираните два борбени хеликоптери Ми-24В со регистрации 201 и 205 се состоела во нивното опремување со модерен, компактен, повеќенаменски напреден стабилизиран електрооптички систем кој ќе им овозможи виртуелно неограничени можности при 24-часовна борбена употреба. Зголемувањето на тежината на хеликоптерот заради вградувањето на големото количество на нова опрема во хеликоптерот Ми-24В било компензирано со отстранување на сите подсистеми поврзани со системот за употреба на противоклопните насочувани ракети Штурм. На овој начин, двата целосно модернизирани хеликоптери Ми-24В се лишени од можноста за понатамошна употреба на тој вид вооружување. Проектот предвидувал замена на противоклопните насочувани ракети Штурм со израелските противоклопни насочувани ракети Спајк. Дополнително олеснување на хеликоптерите било постигнато и со отстранување и на непотребниот систем за автоматско бомбардирање. Со проектот Александар била разгледувана можноста за дополнително намалување на тежината преку скратување на должината на крилата, преку отстранување на дел од оклопот на хеликоптерот, како и преку замена на старите пилотски седишта со нови седишта изработени од лесни композитни материјали. Поради недостаток на финансиски средства, проектот Александар целосно никогаш не бил реализиран. Со ваквите усовршувања и модернизација на војните воздухоплови, војното воздухопловство се вбројува со најмодерните воени воздухопловства во светот.
По завршување на двете фази на модернизација и осовременување, војното воздухопловство располагало со 10 хеликоптери и тоа 3 транспортни хеликоптери Ми-17, еден делумно и 2 целосно модернизирани, 3 борбено-транспортни хеликоптери Ми-8МТ, еден делумно и 2 целосно модернизирани, 4 борбени хеликоптери Ми-24В, 2 делумно и 2 целосно модернизирани. Како резултат на високите стандарди за одржување на леталата, реализираните и тековните програми за модернизација, армискиот винг конечно прераснал во мала, мобилна и професионална сила, која ќе биде обучена, опремена и добро подготвена согласно стандардите на НАТО. На 1 декември 2005 година, воздухопловниот винг влегол во состав на Здружената оперативна команда. Командата на војното воздухопловство и противвоздушната одбрана била укината на 30 декември. На 22 мај 2006 година, Собранието на Република Македонија донело одлука за испраќање на детачмент на АРМ за учество во мировна мисија во Организацијата на Европската Унија во Босна и Херцеговина под името EUFOR Althea. Детачментот бил составен од 2 хеликоптери Ми-17 со екипажи и технички персонал за основно оддржување. За време траењето на мисијата од јули 2006 до јули 2008 година биле извршени 4 ротации на војниот персонал. Поради извршување на противпожарни мисии, во 2007 година пилотите летали и по 7 часа дневно за неколку дена поред. Кон крајот на 2007 година, од ремонт се вратиле 2 борбени хеликоптери Ми-24В, 202 и 207, но исто така нивните мотори биле надоградени со што станале погодни за операции на поголеми надморски височини. По завршување на 6-месечна мировна мисија во околината на Катлановско блаце на 12 јануари 2008 година, поради лоши временски услови пред слетување на војниот аеродром Петровец, транспортниот хеликоптер Ми-17 со воена регистрација 304 се урнал. Во незгодата, животот го загубиле сите лица кои се наоѓале во хеликоптерот. На 11 мај 2011 година, Министерството за одбрана потпишало договор со израелската компанија Elbit Systems за изградба на центар за обука на пилоти со симулатори за хеликоптерите Ми-24 и Ми-17. Симулаторите биле произведени од романската компанија Simultech во сопственост на Elbit Systems. Во 2012 година, воздухопловниот винг се трансформирал во воздухопловна бригада во составот на Здружената оперативна команда. На 2 март 2014 година на аеродромот Петровец свечено бил отворен и предаден во употреба Центарот за обука на пилоти. Центарот е опремен со најсовремени симулатори и друга техника за обука на идните пилоти. Денес, во светот постојат голем број на центри за обука со симулатори за Ми-17, па дури и за Ми-24, но ниту еден од нив не е опремен како центарот во Петровец. Симулаторот за Ми-17 го користат и полициските пилоти, бидејќи слични варијанти на Ми-17 има и во хеликоптерската единица на МВР. Центарот за обука на пилоти исто така е опремен и со 4 Бел 206 школски хеликоптери. На 10 јуни 2016 година, по случајност со годишнината на воздухопловната бригада, бил подпишан договор за ремонт на 4 Ми-817 и 6 Ми-24 хеликоптери. Ремонтот на хеликоптерите се одвивал во парови. Просечно време на еден ремонт е од 7 до 9 месеци. Ова подразбира дека целиот процес траел 2 години, така што веќе во 2018 година истите тие биле во оперативна употреба. 2020 година македонското воено воздухопловство располага со 4 Ми-8МТ борбено-транспортни хеликоптери, 2 Ми-17 транспортни хеликоптери, 6 Ми-24В борбени хеликоптери и со центар за обука на пилоти со школските авиони и хеликоптери. Од вкупниот број на хеликоптери, двата УХ-1 транспортни хеликоптери со регистрации 321 и 322 и транспортниот авион АН-2 со регистрација 150 не се во употреба поради техничка неисправност и недостаток на резервни делови.
Исто така, на војниот аеродром Петровец се наоѓаат 4 борбени авиони Су-25, 4 Ми-24В и 2 Ми-24К борбени хеликоптери, еден транспортен хеликоптер УХ-1 и транспортниот авион АН-2, кои од различни причини не се во употреба. Другиот УХ-1 322 бил испратен во Грција поради сервисирање и останал таму, иако се уште е под сопственост на македонското воено воздухопловство. Мисијата на македонското воено воздухопловство е да обезбедува воздушна поддршка и транспорт на единиците на армијата, наблюдување на воздушниот простор, да обезбеди целосен суверенитет на државниот воздушен простор, како и учество во операции за поддршка на мирот надвор од државата, а при елементарни непогоди и катастрофи да врши цивилно пребарување и спасување, гаснење на пожари и медицинска евакуација. За безбедноста на воздушниот простор на Република Македонија се грижи грчкото воено воздухопловство, откако е склучен договор за Air Policing. Во стратегискиот одбранбен преглед на Република Македонија од јуни 2018 година опишани се плановите за развој на АРМ до 2028 година. Најнапред, во стратегијата е опишана состојбата во воздухопловната бригада. Воздухопловите со кои се располагаа се произведени во 80-тите години. Јадрото го сочинуваат транспортните хеликоптери Ми-817 и борбените хеликоптери Ми-24. Сите Ми-817 се оперативни. Поради техничките карактеристики на типот на хеликоптерот, можностите за медицинската евакуација Медивак со хеликоптери се ограничени. За разлика од транспортните, помалку од половина од борбените хеликоптери Ми-24 се оперативни. Исто така се навидува дека пилотските посади во моментов не ги исполнуваат стандардите на НАТО во однос на пропишаните часови на лет. Според стратегијата, јадрото и на идното воздухопловство ќе го сочинуваат транспортните хеликоптери Ми-817. Неодамна ремонтираните борбени хеликоптери Ми-24 ќе продолжат со извршување на задачи во АРМ до 2025 година, односно крајот на нивниот работен век, но без дополнителни инвестиции освен за основно оддржување. Иднината на Центарот за обука на пилоти и обуката за пилоти е предмет на континуирана проценка. Ќе се доделат потребни ресурси за зголемување на годишниот лет на пилотите на АРМ, приближувајќи се до стандардите на НАТО. Согласно плановите на АРМ, воздухопловната бригада ќе се трансформира во воздухопловен винг, кој меѓу другите единици во својот состав ќе има и сквадрон на транспортни хеликоптери и сквадрон на борбени хеликоптери. Во делот за буџет и финансии е констатирано дека АРМ во последните 10 години е несоодветно финансирана. До 2024 година се предвидува дека буџетот ќе достигне 2% од БДП. Ќе се превземат мерки за балансирана распределба на буџетот во одбраната, од кои целта се 20% за опремување и модернизација. Од 19 март 2020 година Република Македонија и официјално стана полноправна членка на НАТО. Во воена смисла, ова подразбира дека АРМ треба да декларира посебни сили за НАТО. Во стратегијата, меѓу другите единици спаѓа и хеликоптерски детачмент од 2 транспортни хеликоптери Ми-817. Тешко е да се зборува за иднината, особено кога станува збор за армија. Со членството во НАТО, односно откако животниот век на хеликоптерите ќе истече и истите ќе бидат вон употреба, военото воздухопловство ќе треба да ги прифати стандардите на НАТО за западна техника и западни летала. Некои западни алтернативи кои се предвидуваат во македонското воено воздухопловство во иднина се ОХ-58D Kiowa Warrior, Х-145, Х-215 Super Puma, УХ-60 Black Hawk или помодерна верзија на УХ-1 Huey.